Дневник во 20 часот. Добро вечер. Следува најавата за денешните настани. Кочанскиот ориз се враќа на европскиот пазар. Се отвори најголемата фабрика во регионот. Премиерот Груевски денес во посета на Кочани и Виница. На меѓународниот ден на лицата со инвалидност, здруженијата бараат законски измени и опремени капацитети за лицата со инвалидитет. Судската администрација денес излезе на предупредувачки штрајк, со кој бара измени во законот за судска служба, во кој ќе се вклучат и тие со своји предлози. Кочанскиот ориз се враќа на европскиот пазар. Се отвори најголемата фабрика во регионот, турска инвестиција вредна 4 милиони евра, во која ќе работат 100 работници. Денес премиерот Никола Груевски беше во посета на Кочани и Виница, каде официјално го означи стартот на новата фабрика. Во Виница премиерот Груевски ја посети австриската компанија Техспорт и се сретна со жителите на селото Јакимово. Денес ја пуштаме новата фабрика за ориз која е браунфилд инвестиција и е сместена во просториите на Жито Ориз Кочани. Новата фабрика представува почетна инвестиција од 4 милиони евра и во регионот носи најсовремена технологија за преработка на ориз во Македонија. Радува фактот што новата фабрика се стреми да го зголеми производството на ориз од овој регион, да го зголеми квалитетот, применувајќи високи европски стандарди на производството, да го зголеми извозот од Македонија и на тој начин да го врати кочанскиот ориз на старите европски пазари како високо квалитетен македонски бренд. Денес сакам тука во Кочани да ја објавам најновата одлука на владата на Република Македонија, која сигурен сум ќе им донесе радост на оризопроизводителите и на нивните семејства. Именно, со најновата измена на уредбата за ориз, ја зголемивме дополнителната подршка за површина со ориз од 3000 на 21.000 денари по хектар и го исклучивме скалестото намалување за оваа дополнителна подршка. Во наредниот период Во наредниот период 3131 лице од производителите на ориз ќе добијат подршка од владата во износ од 8000 денари и дополнителна подршка од 21.000 денара за сите, без разлика на вкупната површина на производството. Ме радува што со многуте инвестиции овдека во Кочани опаѓа и невработеност. За разлика од порано кога фабриките само се затвараа, денес постојано се отвораат нови фабрики во цела Македонија. Источниот дел на Македонија се гради како никогаш преходно. И не само фабрики. Се градат автопати, експресни патишта, локални патишта, индустријски зони, училишта, спортски сали, спортски терени, водоводи, канализации и сето она што недостасувало и што го прави животот на граѓаните подобар и поквалитетен. Кочанскиот регион е исто така дел од овие позитивни развижувања. Новите вработувања во Антура, кои веќе донесоа 260 вработувања од планираните 300 и очигледно развојните планови на собствениците одат побрзо од нивните очекувања. Тие планираат 300 до крајот на следната година, а веќе се на 260. Потоа планира отворање на нов погон, откако ќе се пополни сегашниот со планираните 300. Понатаму Амфенол, кој што досега вработи 650 лица, а за околу 2 до 3 месеци треба да стигне до бројката од 1000 вработени, што значи 350 нови во наредните неколку месеци. Понатаму рестартирањето на Руен со вработените 150 лица и повеќе други домашни или некои со подршка од надвор инвестиции веќе се чувствуваат помеѓу граѓаните. Како што спомнав, невработеноста во Кочани опаѓа. Благодарност и до турската амбасада и турската држава која што помогна во
реализацијата на оваа инвестиција и честитки уште еднаш до инвеститорот за деловниот потфат. Честитки за Министерството за земјоделие, министерот Фуркан Чако, градоначалникот на Кочани и сите други кои на еден или на друг начин помогнаа и учествуваа во донесувањето на ова компанија, нова инвестиција овде во Кочани, во Република Македонија. Трети декември е меѓународен ден на лицата со инвалидност. Низ активности се организираат денес за да се потенцираат потребите и проблемите со кои се соочуваат овие лица. Според Светската здравствена организација, повеќе од 1 милиарда луѓе имаат некој вид на попреченост. Меѓународниот ден на лицата со попреченост од заедницата на инвалидските организации со седиште во Штип беше одбележан со пресконференција, на која председателите ги истакнаа поволностите и негативните работи со кои се соочуваат нивните членови. Од Сдруженијето на лица со интелектуална попреченост порака истакнаа дека иако се задоволни од инклузијата, сепак на државно ниво бараат да не бидат дискриминирани во однос на здравствените услуги и можностите за анимирање. Нам ни треба дневен центар за возрастни лица. Знаеме дека постои дневниот центар во Ново село, меѓутоа сега и таму е малку покачена границата, така да веќе имаме и таму возрастни деца 21-22 години. Меѓутоа нашите деца са 25, 26, 27. Ние на секој начин ги анимираме нив, гледаме да се дружат, да бидат заедно, да и пружаме поддршка на нив и да знаат и они дека некој се грижи за нив и мисли на нив. Меѓутоа, дневниот центар не е и текако неопходен. Покрај дневниот центар имаме проблеми и со здравственото осигурување, што мислам дека тоа е проблем на ниво на Република, на ниво на држава. Лицата кои што се до 26 годишна возраст се ослободени од партиципација, додека останатите лица сигурно дека тие не се лица со интелектуална попреченост, само лица до 26 години. И над 26 остануваат, дури и поголеми здравствени проблеми се јавуваат кај нив. Социјалната заштита исто. Точно е дека се донесени повеќе и одлуки на ниво на влада за зголемување, покачување сето тоа, меѓутоа ретко кој знае дека само одредени категории ги користат тие бенефиции со покачување. Кај нас, членовите на нашата порака, ниедно од детето нема покачување. Од Сдруженијето на лица со телесен инвалидитет мобилност беше кажано дека се задоволни во однос на рампите кои веќе постојат кај голем број институции, но дека се уште нема означен паркинг простор. Нема ниеден паркинг плац. Зборам на јавна површина. Не пред установи, пред предпријатија. Значи, единствено пред зградата ќе има паркинг плац за инвалиди. Значи, нема. И Штип сега почна да наплаќа 250 дена. Па срамота е 250 дена да наплати сојан инвалид во количка да го носи родител да се малтретира, а да нема да паркира. Викат, кај сакате паркирате, се е ваше. Па ја кој ќе правам 10 куга за да нема место паркирање, што ми треба? Не ми треба паркинг. Треба ми паркинг, па да биде обележано. Стојан Чекостов, председател на Сдруженијето на слепи лица, истакна дека бројни се поволностите кои ги имаат слепите лица, но и од ова здружение имаат барање. Голема благодарност на државата што ни укажува сите приоритети што има ги користиме. Тоа е благодарност на државата за тоа што не сме забравени. Има од страна на државата одредени пропусти што не помагат за одредени активности да ги спроведуваме. Прво, во Штип немаме ниеден семафор звучен. На нас џабе ние се и да има, ако не го слушнеме, ако него ние да го видиме, нема никогаш да го видиме. Меѓутоа да слушнеме предупредувањата. Меѓународниот ден на лицата со попреченост се празнува од 1992 година, кога Генералното собрание на Обединетите нации усвои резолуција за одбележување на овој ден, со цел подигање свест и мобилизација на поддршката за вклучување на лицата со попреченост во општеството и развојните програми.
Меѓународниот ден на лицата со инвалидност денес беше повод за традиционалната посета на представници од Штипската локална самоуправа на децата со посебни потреби во училиштето Ванчо Прке, во дневниот центар во Новосело и во центарот Искра. Интеграција, социализација и инклузија на лицата со посебни потреби во општествениот живот се клучните елементи на кои треба да работат сите, за да се надминат бариерите кои постојат кај граѓаните. Денешниот ден на лицата со посебни потреби е само потсетување дека на овие луѓе треба да им се обезбедат соодветни услови за нивно нормално функционирање во секојдневниот живот. Затоа сите ние треба да работиме на подигање на свеста на заедницата и за надминување на предрасудите кои што постојат во однос на овие лица, па и на семејствата. Со низа активности учениците со посебни потреби од Основното училиште Ванчо Прке го одбележаа Меѓународниот ден на лицата со хендикеп. Меѓународниот ден на лицата со хендикеп го одбележуваме секоја година на различен начин. Ова година решивме да тоа биде една ликовна работилница на која што дечињата од 8 одделение ќе им помагат на овие дечиња се со цел да изработат некои цртажи. За нас од големо значење бидејќи со нив сакаме да покажеме дека и овие деца се активни учесници во образовниот процес, дека и нив ги вклучуваме буквално во секој сегмент од подрачјето на образованието. Новоотворениот центар за деца со аутизам го посетуваат 5 деца со кои работат тројца вработени. Во дневните центри за деца со посебни потреби во Ново село функционираат 4 стручни работници заедно со 14 деца, додека во дневниот центар за аутизам моментално имаме 20 вработени плюс дефектологот од дневниот центар ни доаѓа на испомош и имаме 5 дечиња кои што го посетуваат. Стручниот тим кој работи во двата дневни центри кои изгрижуваат деца со хендикеп се посветени на реализација на програмата со цел полесно вклучување во секојдневието. Максимално ќе се залагаме да ги реализираме сите програмски активности кои што се насочени кон подобрување на квалитетот на живот на овие наши сограѓани и да ги оспособиме за што е можно посамостоен живот, вработување и да бидат равноправни членови на овој општество. На овој ден на лицата со телесна и интелектуална попреченост, локалната самоуправа заедно со градоначалникот Захариев ги посетија децата во дневните центри во Штип. Се раѓаат здрави деца, да клупите кои се намените за овие деца бидат празни и едноставно оној фин дел од биологијата да тече нормално, да нема остапувања, да немаме деца кои ќе имаат одредени остапувања од нормалното. Но, такви деца ќе се раѓаат и ќе ги има и ние мораме да створиме амбиент и услови да тие растат како и другите деца, да имаат исти услови за школување и ние како локална самоуправа да направиме што повеќе работи кои ќе бидат во нивна функција. Генералното собрание на Обединетите нации во октомври 1992 година со посебна резолуција го прогласија 3 декември за Меѓународен ден на хендикепираните лица со цел подигање на степено на познавање и разбирање на проблемите на хендикепираните, зголемување на свеста за сето она што демократските заедници ќе го добијат со целосна интеграција на хендикепираните во општествениот и економскиот живот на заедницата. Хуманитарни настани, театарска представа и музички хепенинг во знак на одбележување на Меѓународниот ден на лицата со посебни потреби имаше денес во Делчево. Средствата ќе се наменат за потребите на дневниот центар за лица со посебни потреби. И во Македонска Каменица се одбележа Меѓународниот ден на лицата со посебни потреби со најава дека идниот 3 декември во Македонска Каменица ќе има нов дневен центар. Со хуманост и соживот, со голем број активности, Делчево се вклучува во одбележувањето на 3 декември Меѓународниот ден на лицата со посебни потреби. Со прикажување на третопласираната драмска представа Преку зидот на драмскиот фестивал Игри без маски, театар без граници, подготвена од учениците од Средното општинско училиште Методи Митевски Брицу и децата од дневниот центар во Делчево и со голем музички хепенинг организиран од учениците од гимназијата, делчевчани ќе ја покажат својата хуманост. Во музичкиот хепенинг ќе учествуваат ученици од Делчево, Пехчево и Берово. Средствата кои што ќе бидат соберени од одржувањето на драмата ќе бидат донирани на дневниот центар. Исто така ќе бидат организирани и други хуманитарни активности од страна на политичките партии. Ни беше големо задоволство и чест да работиме со овие деца. Целта ни беше да им помогнеме да ги срушиме бариерите, да им покажеме важност и колку се значат тие лица, да им покажеме дека тие се уште ги имаат правата како и останатите луѓе.
а својата хуманост кон лицата со посебни потреби сакаа да ја покажат и советниците од Советот на Делчево со иницијатива за откажување на 1 месечен надоместок, средства кои ќе се наменат за купување на поволно возило за потребите на дневниот центар за лица со посебни потреби. Иницијатива која отвара надеж во донацијата да се вклучат и останати фирми и институции. Во врска со ова, на последната седница на Советот на општина Делчево, беше формирано координативно тело кое ќе ги утврди начинот и условите како ќе се реализира оваа иницијатива. Во досегашното работење на дневниот центар немаме барано средства од ниту една фирма, а знаеме дека во општина Делчево има 58 заштитни друштва и трговци поединци кои веќе користат бенефити што ги нуди владата при вработување на таквите лица. Со оваа иницијатива сакаме да влијаеме на јавната свест кај фирмите и воопшто кај граѓаните на општина Делчево кон оваа целна група. Инаку, владата на Република Македонија и Министерството за труд и социјална политика во последните години оставија белег во реализирањето на проекти и мерки наменети за лицата со посебни потреби, изјави заменик министерот Спасов. Продолжуваме со реализација на паричните помошти за лицата со инвалидност. Ова влада го воведе паричниот надоместок за потполно слепи лица, паричниот надоместок за мобилност за лицата во инвалидска количка од околу 8.000 денари месечно, паричниот надоместок за потполно глувите лица од околу 4.000 денари месечно. Исто така, Министерството продолжува и во иднина да ја проширува и мрежата за отварање на нови дневни центри во општините каде што нема отворено, најави министерот Спасов. Општина Македонска Каменица традиционално го одбележува меѓународниот ден на лицата со посебни потреби. Денес во општинската сала за состаноци беше организиран прием и скромен коктел за оваа категорија граѓани од подрачјето на Македонска Каменица. За сите лица со посебни потреби беа обезбедени скромни подароци, а најавено е дека наредниот 3 декември ќе се одбележува во нов дневен центар кој веќе е во изградба. Градоначалникот на општина Македонска Каменица доктор Дарко Митевски повика на поголема сензибилност кон лицата со посебни потреби и нивно вклучување во сите општествени сфери. Грижата кон ранливите категории на граѓани ќе продолжи во наредниот период преку доделување на новогодишни пакетчиња и социјални пакети. Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и Сдруженијето на судска администрација денеска одржаа предупредувачки штрајк во судовите со кои бараат измени на законот за судска служба. Со постоечкиот закон за судска служба кој според нив е неприменлив и на штета на вработените, засегнати се околу 1400 вработени во судовите. Денес кулминираше ситуацијата во правосудството во Македонија. Имено, вработените во судовите од 10 часот и 30 минути до 12 часот и 30 минути одржаа двочасовен предупредувачки штрајк со кој побараа измени на законот за судска служба. Според Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и Сдруженијата на граѓани, одредбите од законот кои што се применуваат од февруари годинава се несоодветни, демотивирачки и ретроактивни и истиот не нуди можност за напредување на постојните службеници. Како главни забелешки кои ние ги имаме на законот се: овој закон беше донесен во нетранспарентна и скратена постапка, под изговор дека се вршат измени на постојниот закон. Беше извршена измена на целиот закон. Истиот беше донесен во многу краток временски период и изобилува со технички грешки, а предвидува поседување сертификати за познавање на странски јазик и работа со компјутерски програми, но не за сите вработени. Улогата на Советот на судска служба како највисоко тело во судската служба е маргинализирана. Оценувањето е инструмент за казнување, а не инструмент за мотивација и докажување. Односно 5% од судските службеници можат да бидат наградени, но 5% мораат да бидат казнети и ако навреме ги завршиле своите работни задачи. Стои во официјалните забелешки на Сдруженијето на судска администрација на Република Македонија и Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и Сдруженијата на граѓани. Денешниот предупредувачки штрајк е израз на незадоволството на судските службеници од неповолните законски решенија донесени со Законот за судска служба од 2014 година. Откако бил донесен овој закон, судските службеници во неколку наврати испратиле забелешки и предлози за измена на законот,
преку кој го изразиле нивното незадоволство, но до ден денес истиот останува непроменет, истакнуваат од Сдруженијето на судската администрација во Штип. Инаку Штипската судска администрација со денешниот предупредувачки штрајк даде подршка на сите судови во државата. Трибина на тема ефектот на странските директни инвестиции во технолошко-индустријските развојни зони врз македонската економија организираше Сдруженијето на млади аналитичари денес во Штип. Експерти и универзитетски професори го анализираа влијанието на владините субвенции за странските директни инвестиции. Сдружение на млади аналитичари и истражувачи денес во Штип организираше трибина на тема ефектот на странските директни инвестиции во технолошко-индустријските развојни зони врз македонската економија. Сдруженијето се уште е во фаза на истражување, а досега се вклучени 9 компании, меѓу кои штипски Johnson Controls. Се одржи трибина во Штип, која што е една од активностите во рамки на проектот поддржан од страна на USAID за граѓанско општество. Проектот е влијанието на владините субвенции за привлекување на странски директни инвестиции врз економскиот раст. Се уште сме во фаза на истражување, инаку до сега во периодот од 2009 до 2014 година имаме офатено 9 компании странски директни инвестиции кои што добиле субвенционирање од страна на државата, 7 од нив се во технолошко-индустријските развојни зони, а 2 се надвор од технолошко-индустријските развојни зони. Во ова истражување е офатена и Johnson Controls од Штип, која што има 1499 вработени на крајот од 2014 година и каде што просечната плата земена за оваа година изнесува скоро 12.000 денари. Економските експерти ги анализираа влијанијата на владините субвенции за странските директни инвестиции и нивниот ефект врз економскиот раст. Во однос на истражувањето кое што го изготви оваа да речеме организација на млади истражувачи, кое што се однесува на влијанието на странските директни инвестиции во однос на воопшто економскиот раст и развојот во Македонија. Овде земаме активно учество во однос на анализата, теоретска и практично, и влијанието на тие странски директни инвестиции во тир зоните, меѓутоа нашето обраќање ќе биде и во однос на инвестициите кои што е надвор од тир зоните и нивното влијание на економијата. Денес имаме презентација во однос на младите истражувачи кои што направиле подлабока анализа во однос на влијанието на тие странски директни инвестиции и во однос на анкетите кои што ги спровеле. Сега од наш аспект, од економскиот факултет како доценти и како професори, правим теоретска анализа на кој начин влијаат странски директни инвестиции општо во земјите во развој и во Република Македонија, потоа се осврнуваме и детално во однос на нивното влијание во македонската економија. Проектот е поддржан од USAID и Фондацијата Отворено општество Македонија. Улицата Драги Крупишки во штипската населба Дузлак доби нов асфалт. Општина Штип за овој проект одвои 1,5 милиони денари од буџетот, а со обнова на градските улици ќе продолжи и во зимските месеци. Штип наскоро ќе добие и ботаничка градина во населба Дузлак. Работиме неколку улици во нашиот град. Една од тие улици што пуштаме е улицата Драги Крупишки со дел од улица Белградска. Претходно во населбата Дузлак ќе завршивме Белградска горниот крак, која не беше завршена, а таму имаме урбанизиран тел и продадени плацеви. Го направивме и паркот на фармацијата, ја завршивме комплетно паркот на улица Скопска, направивме автобуска постојка за жителите овде, комплетно уредивме 4 спортски игралишта, фудбалско игралиште за кошарка, за одбојка на песок. Да истакнам дека ја направивме улица Сремски фронт која доаѓа до оваа населба. Сега ни престои заврши тендерот да ја поврземе оваа улица Драги Крупишки со Панче Караѓозов, така да од Елкос трговскиот центар ќе имаме кружен тек, ќе се доаѓа од овде. Жителите не мора да одат по Сремски фронт да стигнат овде. Ќе ги асфалтираме сите улици на Дузлачки рид и истовремено ќе се завршат сите улици во Света Недела, вклучувајќи и она оштетена и девастирана улица од Леваците која оди према Света Недела. Заедно со населението го направивме паркот на улица Скопска. Исто така редовно го одржуваме паркот на фармацијата, гледате во каква кондиција е самиот парк, не дозволуваме значи да се сето она што е направено го одржуваме редовно. Спојот на ова улица доле на улицата Сремски фронт каде што е направивме неколку прекопи за можни интервенции. Претходно имавме 3-4 интервенции на самата улица која имаше проблем со водоводот, веќе тоа е минато и луѓето имаат добар притисок. А еве сега по налог на градоначалникот деновиве работиме и на проектот за ботаничка градина кој наскоро ќе биде готов и се надеваме дека во скоро време ќе имаме овде една прекрасна ботаничка градина. Најмалку
Најмалку 14 лица станаа жртви на масовно пукање во калифорнискиот град Сан Бернардино. При престалка со полицијата, еден од осумничените стрелци кој го започна пукањето беше соборен. Еден од наводните нападачи бил повреден од силите на редот, но првично не беше потврдено дали е починат или само се здобил со повреди. Настрада и вработен од силите на редот, но неговите повреди не се опасни по живот. Според неофицијалните податоци, околу реонот на несреќата е пронајдена најмалку една експлозивна направа. Британските воени авиони ги извршија своите први воздушни напади врз ИСИС во Сирија неколку часа откако британскиот парламент синоќа изгласаа да се прошират операциите кои досега беа вршени само во Ирак. Нападите беа извршени само неколку часа откако британските пратеници гласаа за проширување на воздушните напади во Сирија. Планот на Камерон по 10-часовната дебата го поддржаа 397 пратеници, додека 223 гласаа против. 4 авиони Торнадо на британските воздушни сили РАФ тргнаа во акција од базата на Кипар кратко време по гласањето. Двата најголеми синдикати во Грција денеска организираат генерален штрајк во знак на протест против освојувањето на буџетот на земјата. Болниците во Грција денеска ќе работат со основен персонал. Јавниот транспорт ќе се одвива со големи тешкоти, затоа што нема да работат никои линии на метрото и на градските автобуси, а нема да има ниту возови затоа што на штрајкот ќе се приклучат и вработените во грчката железница. Се претпоставува дека ќе има нарушување и во воздушниот сообраќај. Против владините мерки на штедење вчера штрајкуваа грчките медиуми. Весниците не излегоа, а немаше ниту вести на телевизиите и радијата. Брегалница Шкендија, Работнички и Хоризонт Турново се пласираа во полуфиналето на фудбалскиот куп на Македонија. Тие беа поуспешни од своите ривали во четвртфиналните реванш надпревари. Брегалница по нерешениот исход на првиот дуел забележа сигурна победа на реваншот во Кочани против Младост Царев двор. Вардар ја пречека Шкендија, која не дозволи изненадување по убедливата победа на првата средба и со нова победа оди во следната фаза. Работнички на гостување во Кратово го совлада Силекс за втора победа и потврда за полуфиналниот пласман. Последниот полуфиналист е Хоризонт Турново. Полуфиналните надпревари ќе се играат на пролет идната година. За вкупно 3 позиции напредуваше македонската фудбалска сениорска репрезентација на најново објавената FIFA ранг листа. Моментно избраниците на селекторот Игор Ангеловски се наоѓаат на 136-то место со вкупно 257 поени за Судан и Палестина, кои го делат 134-то место со по 259 поени, а пред Хонг-Конг на 137-то место. Најмногу напредуваше селекцијата на Либија од вкупно 32 позиции за моментно 81-то место. Целата 2015 година ја поминавме по стотката на ранг листата, започнавме од 102-то место и за 12 месеци имаше назадување од 34 позиции. Толку за денес, останете со нашата програма, во продолжение временската прогноза.